Колеги пратеници од мнозинството, имате 61, со тоа имате легалитет, иако е дискутабилен, но немате легитимитет да гласате било какви законски измени кои што се однесуваат за било што, вклучувајќи финансиите во оваа држава. Вашите тези дека нема иселување и дека буџетот се полни или преполнува и парите добро се организираат низ државата, паѓа во вода, во секојдневието, меѓу јавноста, секој пат кога ќе се отворат социјалните медиуми, апропо здравство, се лечиме преку донации, собирање на пари од пријатели, бидејќи здравство не постои. Апропо образование, бидејќи ниту имате концепт, ниту имате учебници, ниту имате материјали, ниту го организиравте кадарот, а се помалку деца има. По прашање на труд и социјала ги променивте терминологиите или се помешавте од социјалдемократи, градејќи социјална држава, направивте држава на социјални случаи. Ја клекнавте енергетиката, го пеплосавте земјоделието, искупавте дупка и ставивте банер во вредност од 2 милиарди, ама дека кризата, ковидот па и Украина биле виновни за нешто, видовме во фактот како се справувавте со таа криза, се позајмувавте, коленичевте, го молевте Вучич за вакцини, брашно, нафта и слично, и на крајот украдовте и струја, барем од она што јавната знае. Немаше нафта, немаше струја, немаше брашно и кулминиравме со немаше леп, настрана од нема медикаменти или лажно се терапира, нема социјални бенефиции, има зголемен број на социјални случаи. Имате упад на закон во закон и апропо тоа прашање колешке, бидејќи направивте упад на закон во закон во здравството, до кај сме со терапијата за цистична фиброза? До никаде. Не зборувајте за работи кои што не ги знаете, може да дискутираме во ходник. Економскава криза избалансиравте до степен каде што се справуваме само со позајмици, ама еве да зборуваме и во броеви. Иако првичното буџетско планирање кај најголемите корисници од централниот буџет на Република Македонија од 2017 до 2022 година во милиони денари укажува само на еден факт: сите пари скоро ги вложувате во труд и социјала. Пензискиот фонд се повеќе влече, како и социјалните бенефиции. Ама па да ја погледнеме стапката на сиромаштија. Стапката на сиромаштија, вели, во Македонија е висока и таа во 2019 година изнесувала 21,9%, што е еквивалентно на 448.100 лица, според најновиот достапен индикатор заставен на анкетата на приходи и услови на живење АПУЖ, тоа е за 2019. Во 2020 година податоците укажуваат на зголемување на оваа бројка, па бројот на корисници надминал 450.000. Од она што УНИЦЕФ го издаде во февруар месец 2023 година, заедно со Financial Think, посочува дека околу 33.000 нови лица, од кои што 10.000 деца се втурнати под прагот на сиромаштијата поради кризата со храна и енергија. Споредено со 2021 година, индексот на трошоци за живот во 2022 година во Македонија пораснал за 14%, цените на храната во просек пораснале за 22%, додека цените на некои прехранбени производи се зголемиле за 36%. Овие ценовни шокови несразмерно повеќе ги погодиле семејствата со повеќе деца и со пониски приходи со оглед на поголемиот удел на трошоците за храна. Борба за преживејување. На најранливите делови на населението им остануваат малку пари за задоволување на преостанатите основни потреби, земајќи во предвид дека во некои семејства трошоците надминуваат 60% од нивните примања само за храна. Анализата исто така покажува дека секое трето дете доживеало прехранбена сиромаштија во Република Македонија во 2022 година, што е за 9% поени повеќе од споредбената ситуација пред кризата. Состојбата е полоша кај семејствата со 3 или повеќе деца. 44% од нив страдаат од прехранбена сиромаштија. Апропо, буџет има и добро го распоредувате. Стапката на сиромаштија е 45,3% за двајца возрастни со 3 или повеќе деца. Кај самохраните родители 42,8%, кај издржуваните деца 26,4%, кај невработените 33,9%, односно надминува веќе 40%. На ваква сиромаштија вие додадовте
пред некој ден, данок на солидарност. Ништо ново, видено во Југославија, патерате некој комунистички модул во капитализам, а државата ја нарекувате социјална држава, претворајќи ја во држава на социјални случаи. Од политичка гледна точка, не знам кој аналитичар може да објасни зашто станува збор и каква политика вие терате. На народот му е јасно. Тоа е политика на грабеж, корупција, криминал, хоштаплерај до максимум, до уништување на се. Дека со данокот на солидарност ќе ги оптеретите оние кои што ја преживеа кризата, па бога ми и вашето владение, демек убаво ги испланиравте да носите досега, па сега уште екстра им треба, е само за да ги клекнете на коленици и да ги откупат одредените лица кои што во позадина ја водат оваа држава. Тие откупија и земјоделски површини, што беше за струја, што беше за марихуана. Тие ќе ги купат и, да кажеме, Веро, Тинекс, Кам, Стокомак. А сега уште ќе правите и додавање на ДДВ, зголемување на ДДВ. Одлично. Како мислите дека ќе се порамнат големите производни куќи или дистрибуцијата и продажбата? Со зголемување на цените. На кое население? На ова кое што во 19 година го донесовте до 455.100 лица во сиромаштија, кој што сега надминува 500.000? Кога банкротиравте народот, ја банкротиравте државата, и очекувате дека со вакво владение не се бараат предвремени избори? Апсолутно така се бараат предвремени избори. Не знаете да водите држава. Дојдовте на крила на парадигми, нема правда, нема мир, уа за криминалците ќе буткаме режим. А представувате широк спектрум на дебел криминалитет, во кој што единствено сакавте да се дочепате до грнето, пари на оваа држава, и не вие ни гајле дали народот ќе се исели, не вие ни гајле како народот живее, оној народ на кој што му мижите без разлика што ви кажува, само вие гајле да го ограбите грнето. Од тука и парадигмата дека сте Европски фронт паѓа во вода. Овдека ограбивте се, па ајде сега да пробаме и европски фондови. И тоа нема да помине. Ви благодарам. Тука ќе направиме